Годинава лукот речи се и да не се продава на кило, туку на главица не баре некаков лек. Малкумина производители, откако увидоа дека има дефицит од оваа градинарска култура, веднаш формираа нов ценовник. Денеска на зелениот пазар во Кочани само на неколку места тезгаџиите продаваа лук, педантно сортиран според квалитет и цени кои се движеа од 10, 15 до 20 денари за чешне. Лук кило 30 динара, а главичка 20 динара. Зашто толку скапе? Сите се жалаа дека Не знам зашо ти не се раѓа, тоа е од Оризари. Па тука некаде. 250, 300, па и на 300 станува. Секој спрема свој буџет. За некој е скапо, за некој кој не му е скапо, он си зима. Кој? Спрема нас, земјоделската мака е, не знам како да ви кажем. Не е добро платена, али мораме. Па лук од парче иде негде 15 денара парче, на кило од 150 до 200 денара, зависи. Може би делува малку и короната што владее у државата, може би и затоа качи се малку цената, иначе реална е цената. 150 до 200 денара е реална цената. Може да достигне и до 400 денара, па и повисока цена. За тоа зошто лукот е скап и го има во ограничени количини, градинарите со одговор. Робата диктира цената. Колку има повеќе роба, поевтина. Кога нема роба, значи они сами си ја диктираат цената и продавачите. Сега ако има многу зелка, нема да ќе биде маш и 40 парчета ако нема. Ако има, ќе биде и 20 парчета. Немајќи друг избор, граѓаните купуваа во мали количини, колку да им се најде во секојдневната исхрана, особено што многумина веруваат дека токму лукот е добра превентива од COVID-19. Оние што размислуваат малку подалеку, уште сега стравуваат по каква цена ќе го купуваат лукот на есен, кога ќе започне подготовката на зимницата и кога потребата од овој земјоделски производ ќе биде значително поголема.